Дали чевлите кои ви ги продале како ортопедски навистина се ортопедски? Ќе ви кажем 4 работи кои треба секогаш да ги имате на ум кога купувате ортопедски чевли, за да направите правилен избор. Или оние кои веќе имаат купено некогаш ортопедски чевли, да знаат дали направиле добар избор или лош избор, за во иднина кога ќе купуваат ортопедски чевли да го направат правилниот избор. За да ви биде ситуацијата целокупно појасна, многу е важно да ја знаете брзината со која се изработуваат ортопедските чевли, за колка временски период се изработуваат ортопедските чевли. За оваа работа да ви ја објаснам, ќе направам една споредба со денешните фабрики за производство на чевли во светот. Ќе ја земам за пример нашата фабрика која беше Чик Куманово. Таа во најдобрите своји години имаше 5 погони. Во секој погон таа дневно произведуваше по 900 пара чевли. Вкупно, значи, Чик Куманово за еден ден како фабрика произведуваше 4500 пара чевли дневно. Има и други големи фабрики, светски фабрики во светот кои ги извадиле брендовите Еко, Тимберленд, Лакоста, Прада, Кларки, да не ги спомнувам, има многу фабрики, така големи, кои произведуваат по неколку илјади пара чевли дневно, а за кинеските да не спомнувам, тие од 5000 до 10.000 пара како ништо, значи дневно произведуваат многу. А ние како Ортошус за 7 дена произведуваме еден пар чевли, ортопедски чевли. Во просек е толку, некогаш повеќе, тоа зависи каков деформитет има пациентот и колку време ќе е потребно да се изработи, да му се изработат ортопедски чевли. Но во просек е еден пар за 7 дена или на месечно ниво за еден месец 4 пара. Сега, зошто е толку огромна разлика? Тоа е многу огромна разлика. 4000-5000 пара со еден пар за 7 дена. 4000-5000 пара за еден ден, а еден пар ортопедски чевли за 7 дена. Што е работата? Дали нас не набива, не знаеме да изработиме, или ги немаме потребните машини? Не е тоа. Работата е во тоа што ортопедските чевли, доколку се изработуваат по овие медицински нормативи и критериуми како што треба правилно, потребно е многу време за изработка, за да се направи еден пар ортопедски чевли. Пред да почне да се склопа, да се склопи чевлата, ортопедската чевла, потребно е подготовки и припреми. И тоа носи многу време. Друга работа е за тоа што треба да се има стручен кадар, кој ќе разбира анатомијата, статиката и динамиката на стапалата, кој ќе знае да ги чита плантограмите од стапалата за да се изработат ортопедски чевли. Фабриките и во тоа треба да вложат во стручен кадар, за која исто така е потребно време и години. Трета работа е тоа што за фабриките тоа економски не е исплатливо и неодржливо. Секако се согласувате, не е иста заработката еден пар за 7 дена со 5000 пара за еден ден. Тоа е огромна разлика и затоа тоа за нив е економски неисплатливо и неодржливо. Јас дојдов до таков заклучок, секако и вие ќе се согласите дека денес во светот не само за ортопедските чевли, туку за сите работи имаме намален критериум и намалени вредности. Еве зошто го имам тој заклучок. Гледам специализирани дукини за ортопедски чевли во Грција, гледам специализирани дукини за ортопедски чевли во Бугарија, гледам специализирани дукини за ортопедски чевли во Србија, гледам специализирани дукини во Македонија, во Европа, па и во светот, секаде, значи, секаде иста песна. Доаѓаш кај нив, ти ги скенираат стапалот, ти дават чевли од рафтот, од сталажот. Од каде знаеле дека ти токму во нивниот дукин ќе дојдеш да имат веќе изработено готови чевли? Од каде знаеле какви стапала и каков деформитет имаш во стапалата да имат веќе изготвено чевли за тебе? Тоа прашање секој треба да си го постави кога купува ортопедски чевли. Затоа кај нас во Ортошус е потребно една недела да се изработи еден пар ортопедски чевли, затоа што ние не гледаме на квантитет, туку гледаме на квалитет. Ние сакаме пациентот да биде задоволен и затоа кај нас пациентите се задоволни. Кај нас нема промашување.
Кой ќе дојде некој, ние му изработуваме ортопедски чевли и тој има корист од тоа. Секој кој има некој проблем со стапалата, некој деформитет, нека ми се јави на телефонскиот број 075 225 722, ќе му ги дадам потребните информации што е потребно да прави или нека пише во порака. Имајте убав ден, се гледаме во некоја наредна прилика. Поздрав!